Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Второто полугодие во училиштата во Тетово започна со околу 200 ученици помалку. Тетовчани велат дека во градот ќе останат само пензионери. Првично само 8 пациенти со потешка форма на цистична фиброза ќе го добијат лекот Трикафта. Пациентите пак крајно разочарани. Утре на протест. Единаесетгодишно девојче нападнато од блудница кучиња, едно од нив и нанело и повреди. Второто полугодие во училиштата во Тетово започна со околу 200 ученици помалку. Од секторот за јавни дејности велат дека во општина Тетово 143 ученици од основните, а 59 од средните училишта се испишале. Тетовчани велат дека во градот ќе останат само пензионери. 200 деца во општина Тетово се испишале од училиште во изминативе 4 месеца, главно поради иселување во странство, а во ретки случаи за преселба во друг град. Речиси во сите основни училишта се намалува бројот на ученици, најмногу во Кирил и Методи за 19, на Инфрашери за 18, Гоце Делчев за 15 и така натаму. Што се однесува до средните училишта, најмногу иселувања има во Економското училиште, каде исписници добиле 35 ученици. Од секторот за јавни дејности велат дека овие податоци се загрижувачки. На почетокот на второто полугодие побаравме информација од сите основни и средни училишта за тоа колку ученици имаат земено документ за трансфер во странство, при што од информациите од основните училишта 143 ученици земале таков документ, додека од средните училишта 59 ученици. Ако ги пресметаме овие бројки по бројот на одделенија, ако во едно одделение има минимум 25 ученици, излегува дека имаме 8 одделенија помалку. Злата Хусеини, жителка на Тетово, вели дека нејзините синови, но и сите други млади лица во фамилијата заминале во некоја од европските земји за подобар живот. Во градот, но и во селата, остануваат само повозрастните, односно пензионерите. Од немаштината заминале. Кој заминал од што има, ај кажете ми. Тој што има останал овде. А кој има, се знаат кој има. Сите. Мојата фамилија и од маж ми сите омладината, нарочито оваа година сите заминаја. Немаме омладина, останавме стари све. И куќите се со ролетни. Више готово, нема никој овде. Тоа и ние идеме по 3 месеца доаѓаме, тоа е шанса за живот. Да можеме би останали за секојаш, ама не можеме по 3 месеца. Нема живот овде, ајде кажете каков живот имаме. Пензија со 13.800 зема пензија. Јас со 13 години стаж не можам да земам пензија. Според последниот попис проведен во 2021 година во Тетово има 84.770 жители. Председателот на владата Димитар Ковачевски, коментирајќи ја состојбата со иселувањето на голем број семејства од нашата земја во европските држави, рече дека токму поради тоа треба да влеземе во Европската унија, за да останат тука и да имаат подобри услови за живот. Тие деца не се запишани во второто полугодие во училиште затоа што нивните родители отишле да работат во земја членка на Европската унија. И затоа велам дека ние сите во државата, сите политичари, општествени чинители, мора да се обединиме околу концептот за Европска Македонија. Тоа значи носење на одлуките во собранието, со кои што го продолжуваме нашиот пат за полноправно членство во Европската унија и за членување на Северна Македонија до 2030 како полноправна членка во Европската унија. Зошто? Бидејќи нашите граѓани сакаат да живеат во земја членка на Европската унија, каде што платите се поголеми, а тоа е резултатот за членување во Европска унија во сите држави кои што претходно не биле, да добијат врвно ниво на услуги, да добијат систем кој што е хармонизиран и воедначен со системите во земјите членки на Европската унија и на таков начин да живеат во земја членка на Европска унија, ама тука дома,
во Македонија, а не да живеат во земја членка на Европска унија, ама некаде во туѓина. Првично само 8 пациенти со потешка форма на цистична фиброза ќе го добијат лекот Трикафта, изјави министерот за здравство Беким Сали по денешниот состанок за обезбедување финансии за набавка на соодветната терапија. Пациентите пак крајно разочарани од ваквиот пристап во нивното лекување. Утре ќе протестираат пред владата. Само 8 пациенти со цистична фиброза, кои имаат потешка форма на болеста, првично ќе го добијат лекот Трикафта. Ова го изјави министерот за здравство Беким Сали по денешниот состанок со министерот за финансии Фатмир Бесими околу обезбедувањето финансиски средства за набавка на лекот. Од Министерството за здравство се надеваат дека во текот на годината лекот ќе го добијат уште 30 пациенти. Обезбедување на терапија првично за 8 пациенти кои што се во потешка здравствена состојба, а секако нашите стремежи се кон набавка на лек за 30 пациенти во текот на оваа година. Се надевам дека во најскоро време со сите тие потребни измени на закон за јавни набавки и останатите закони поврзани со набавка на лекови и обезбедување на финансиските средства ќе обезбедиме и терапија за овие пациенти. Министерот за финансии пак Фатмир Бесими рече дека ќе се направат напори лекот Трикафта за болните од цистична фиброза да се набави директно од производителот, бидејќи е скап. Ќе наоѓаме решение за овој лек да се набави за тие што имаат потреба. Второ, тоа што го кажа министерот за здравство, дека ќе се наоѓат начини да тоа да се обезбеди на најсоодветен начин според примерите што ги имаат земјите во Европска унија и земјите од регионот, и тоа не соодветно е директно од производителот, затоа што се работи за скап лек и треба не само постојано што треба да се набави и соодветна цена. Од друга страна, пациентите со цистична фиброза се крајно разочарани од изјавите на министрите, сметајќи дека нивните уверувања не се гаранција за обезбедување на лекот. Тие истакна и дека нема да го откажат утрешниот протест пред владата. Морам да кажам дека сме изреволтирани доста и разочарани од ова изјавување на министерот за здравство и на министерот за финансии. Се надевавме и очекувавме и баравме исклучително писмен документ во кој што ќе гарантираат дека работите ќе се движат, и тоа е се со цел затоа што во минатото, во последните 2 години сме доста залажани со усни изјави, со ветувања кои што се дадени по усмен пат, и затоа сега не можеме да се потпреме на тие и не можеме да бараме од пациентите повторно, после 2,5 години, се уште да го одложиме протестот и да чекаат дека нешто ќе се среди и да се потпреме на тоа дека надлежните се одредени личности кои што се држат до нивниот збор. Затоа, ние изјавуваме дека утре протестот продолжува во 12 часот овде пред влада. Инаку во земјава има околу 140 пациенти со цистична фиброза од сите возрасти. Пратеничката група на ВМРО ДПМН денеска поднесе предлог закон за амнестија на осудените за насилниот упад во собранието 27 април 2017 година. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата денес во собранието на Република Македонија поднесе закон за амнестија на лицата осудени за настаните од 27 април 2017 година. Овој предлог закон го поднесуваме и е резултат на иницијативата и заедничката заложба на адвокатите Јанаки Митревски и Драган Пешевски и целата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Многу важно е да се напомене дека овој предлог на закон е само продолжение на претходниот закон за амнестија, кој што е донесен во декември 2018 година, но со една голема и суштинска исправка, а тоа е надминување на селективноста и селективната правда која што произлегуваше од законот донесен во 2018 година. Напоменувам, со овој закон ќе бидат офатени сите осудени лица за настаните од 27 април без исклучок. Како пратеници на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата,
се надеваме и повикуваме дека мнозинството ќе го прифати, ќе го поддржи и ќе гласа за овој предлог на закон, бидејќи, доколку во спротивно не го стори тоа, ќе покаже и докаже дека за нив селективноста е на прво место, а владењето на правото и правдата во Македонија ги нема никаде. Нема промена во ВМРО ДПМН, иста насилничка матрица. Амнестија за осудените од 27 април е неприфатлива, истакна пратеникот од СДСМ Мартин Костовски во реакција кон опозицијата. Лицемерието на ВМРО ДПМН по кој знае кој пат повторно се покажува на дело. Обструира, кочеа и никаде ги немаше, кога беше потребно да се донесе сет, односно неколку сета на антикризни мерки во сред економска ковид криза, тогаш бега. Кога станува збор за насилници, тие се први и се гласни и секогаш биле такви. Ова е уште еден еклатантен доказ дека во ВМРО ДПМН буквално ништо не е сменето. Истата матрица, истите луѓе, истите навики, истите политики. Ние сме конзистентни во нашите ставови и претходно моите колеги неколку пати кажаа во јавноста дека за нас е неприфатливо амнестија за насилници кои што влегоа на тој црн 27 април. Полни раце работа за полицијата во Полошко и во изминатово деноноќие. Во продолжение ви ги пренесуваме деталите. Вчера вечер околу 21 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 56-годишникот Тетовско Теново. Еден час предходно тој бил пријавен од 44-годишникот Тетовска Брвеница, дека во Теново при нивна меѓусебна расправија едно лице му се заканило со огнено оружје и го повредило. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 12 часот и 45 минути на улица Струшка во Тетово лишиле од слобода две лица од Тетово. Тие се сомничат дека околу 12 часот и 15 минути на улица Маршал Тито во Тетово одзеле паричник од 38 годишна жена од Гостиварско Врањовце. Тие биле задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. 21-годишникот Тетовски Пирок вчера во 14 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен брат во училишен двор во селото физички бил нападнат од друг малолетник. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 40-годишен тетовец вчера во 14 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Браќа Симовски во Тетово неговата малолетна ќерка била касната од куќа скитник. Ноќеска во 1 часот 26-годишна тетовка во СВР Тетово пријавила дека на 2 февруари годинава околу 15 часот и 30 минути на улица Јане Сандански во Тетово била физички нападната од 27-годишникот Тетово, со кого подолго време била во врска. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 13 часот 27-годишникот Гостиварски градец во СВР Тетово пријавил дека околу 11 часот и 20 минути во близина на угостителски објект во селото, поради нерасчистени должничко-доверителски односи, физички бил нападнат од 57-годишен соселанец. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот привеле 54-годишникот Радовиш, кој бил пријавен од неговиот брат од Гостиварско село, дека физички го нападнал во дворот пред неговата семејна куќа. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 18 часот на улица Браќа Џиновски во Гостивар, со судска наредба привеле 49-годишникот Гостиварска Долна Бањица. Тој бил баран по потерница за издржување затворска казна од година и пол. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа Затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. Од Министерството за внатрешни работи подсетуваат дека заклучно со 12 февруари 2024 година сите сопственици на возила што се уште имаат регистерски таблички со МК ознака мора да извршат промена и да си набават таблички со ознаката НМК.
Ние како Министерство за внатрешни работи рете да ги информираме, односно повеќе подсетиме и граѓаните и правните субјекти, поточно собствениците на возила, на нивната обврска дека заклучно со 12 февруари 2024 година, што значи до 12 февруари идната година мора да извршат промена на регистарските таблички, оние кои што биле со ознаката МК, сега треба да бидат со ознаката НМК, дури има и постари од нив кои немале ознака МК, меѓутоа и тие ќе треба да се заменат со новата ознака НМК. Тоа е обврска која што произлегува од член 27 од Законот за возила и од член 28 од правилникот во кој што се пропишани формата и содржината на образецот на барањето за издавање на регистарски таблички и на видот на регистарските таблички. Она што е важно да го знаат, тоа е должноста регистарските таблички кои ја содржат буквената ознака МК, издадени до денот на отпочнувањето на правилникот кој што веќе го споменав, а правилникот отпочна со примена на 15 јануари 2021, значи сите оние што се издадени до тој ден треба да се променат и крајниот рок за употреба на ваквите таблички е 12.2.2024. Секако е дека може да го чекат денот на регистрацијата, ако тоа не е подоцна од 12 февруари 2024 година, нели? Меѓутоа, секако е дека доколку не сакаат, да речеме, финансиските средства да им се вбројат во оние редовните за регистрација на возило, тоа може да го направат и предходно. Токму тоа беше и причината што направивме едно навремено подсетување на граѓаните да си ја завршат кога нив најмногу им одговара и во смисла на време и во смисла на финанси и оваа обврска. Цената на табличките останува иста, таа 1200 денари, 200 денари е замената на сообраќајната дозвола. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!